Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани, добар ден и добре дојдовте во ново издание на емисијата Македонски глас на Македонското црковно радио од Детроит. Јас сум Небојша Карапеовски и еве што ви одбрав за вас во следните 70 на минути. Оружен инцидент во Тетово со закана одзеле автомобил, а потоа од возилото пукале во куќа. Одржете го духот на преспанскиот договор. Стейт Департментот ја коментира предизборната кампања во Македонија. На војниците во Македонија најмногу им се верува, а на обвинителите и на судиите најмалку. Полицијата се искачи на третото место, покажа истражувањето на агенцијата Евротинг. Ја држев мечката за уши, Господ ми даде некоја сила. Цане Србиновски раскажува како го преживеал опасниот напад кај Велешко Оморани. Општина Тетово организираше настан со цел да се прикаже како ќе изгледа градскиот стадион по неговата реконструкција. Градоначалникот Билјал Касами влезе во багер и самиот руши дел од трибините. А на самиот почеток на емисијата би сакал да ви го прочитам Facebook статусот на директорот на Комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи, магистер Дарјан Сотировски, откако вчера Билјал Касами лично со багер ја руши трибината на градскиот стадион во Тетово. Да се реновира стариот градски стадион, изграден од гигантот Тетекс и со прилози на тетовчани, треба да биде радост на целиот град и на сите спортски клубови, а не мегдан за задоволување на пубертетски, квази-националистички потреби на еден човек, кој создава поделба меѓу жителите на градот Тетово. Денешниот настан, вели Сотировски, без ниту еден присутен македонец, со говор, реторика и програма кои го исклучуваат постоењето и правата на македонците во градот, се за најостра осуда. Тука живееме заедно. Лично влегување во багерот само упатува на садизмот со кој некој сака да искорени се што нешто му значи на овој град, се што значи наследство и вредност. Но сликата на овој чин ќе биде и крајот на нечија кариера, вели Дарјан Сотировски. Маркетинг. Сонце од твоите руси. Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасничко печење на паун. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery. Маркетинг. Општина Тетово организираше настан со цел да се прикаже како ќе изгледа градскиот стадион по реконструкцијата. Градоначалникот Билјал Касами влезе во багер и самиот руши дел од трибините. Покрај видеопрезентацијата на новиот изглед на стадионот имаше ревијален фудбалски надпревар и настап на музичари само на албански јазик.
До денес многу политичари и партии ветија дека ќе го изградат овој стадион, но ова ветување никогаш не се исполни. Доказ за тоа е моменталната состојба на овој стадион, кој е со уништен терен, застарени простории, без облекувални, без услови за вежбање, без соодветни трибини за своите навивачи. Но тетовци и Шкендија никогаш не се откажаа. Дојде денот да започнеме со изградба на спортска арена во Тетово со сите европски услови и стандарди, истакна градоначалникот Билјал Касами. Во ноември 2023 година општина Тетово преку јавното претпријатие Тетово Транспорт го распиша тендерот, пошто склучи и договор со фирмата во март 2024 година. Реконструкцијата ќе чини 600 милиони денари или околу 10 милиони евра.
Жител на Тетово пријавил во полицијата дека од автомобил во движење било пукано со огнено оружје кон неговата куќа. Возилото од кое било пукано подоцна е пронајдено на патот Тетово-Попова Шапка и утврдено е дека било одземено од собствениците со закана со огнено оружје. На 11 април во 22 часот и 45 минути во СВР Тетово, МТ од Тетово пријавил дека од патничко возило Volkswagen Polo во движење од огнено оружје било пукано кон неговата куќа на улица Илинденска во Тетово. Повредени лица нема, а биле направени оштетувања на влезната врата и ѕидовите од куќата. Увид бил извршен и по превземени мерки околу 1 часот и 35 минути по полноќ на 12.4 на патот Тетово-Попова Шапка возилото било пронајдено. Исто така по превземените мерки било констатирано дека претходно било пријавено дека околу 22 часот и 30 минути со закана од огнено оружје возилото Поло било одземено од ФЕ и неговиот татко НЕ. Се превземаат мерки за расчистување на случајот, пошто ќе бидат поднесени соодветни пријави, известуваат од Министерството за внатрешни работи. Сме ние вечни векови во убав егеј беломорски, овде на свети наши корени, од исти мајки тука родени. Велат не нема, ама еве сме, со мерак сред солун оро играме. Велат не нема, ама еве сме, македонски песни гордо пееме. Во Солун драма кавала, во Кукуш воден лична гревена, горе на Вичо грамос херојски, се игра и пее пак македонски. Велат не нема, ама еве сме, со мерак сред солун оро играме. Велат не нема, ама еве сме, македонски песни гордо пееме.
i pesni gordo peme. Marketing
Maxis Deli е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Maxis Deli е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши наручки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Maxis Deli можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така Maxis Deli ги продава своите приватни заштитни знаци Maxis Meats, Градина и Сонце. Maxis Deli се наоѓа на 4160 15-та милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Maxis Deli. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Маркетинг. Ajde vino pijam, ne para go pijam, ne para go pijam. Ajde na rakija, mošne su me rakli, ja mošne su me rakli, ja. Ajde konja javam, konje će ađami, ja konje će ađami, ja. Ajde jaz govodam, na studen hlade, ne na studen hlade, ajde konj me nosi, pred momini por, pred momini por ti. Ajde pusti
Соединетите Американски држави очекуваат Македонија да го одржи духот на Преспанскиот договор, а јавниот дискурс да биде базиран на факти, соопштуваат од Стейт Департментот за гласот на Америка на македонски јазик. Пред престојните председателски и парламентарни избори во државата, медиумите во Грција пишуваат дека Атина одблизу ќе ги следи политичките изјави поврзани со Преспанскиот договор и употребата на името Македонија во изборната кампања на некои кандидати. Исто како што Соединетите Американски држави остануваат посветени на договорот од Преспа, ние очекуваме Македонија да го одржи овој дух и јавниот дискурс да остане базиран на факти и вкоренет во посветеноста на иднината на Македонија во Европската Унија, одговорил портпаролот на Стейт Департментот на прашањето дали Соединетите Американски држави се загрижени за можното подкопување на договорот од Преспа. Председателот на САД, Џо Бајден, во 2021 година потпиша извршна наредба со која се предвиде замрзнување на имотот и забрана на влез во Соединетите Американски држави на лица кои работаат против договорот од Преспа и Охридскиот рамковен договор. Оние кои се одговорни или вклучени директно или индиректно во нарушување или действие која ја попречува или е закана за имплементацијата на било кој регионален безбедносен, мировен или договор за соработка или рамковен договор поврзан со Западен Балкан, вклучувајќи ги договорот од Преспа од 2018 година, Охридскиот рамковен договор од 2001 година, стои во извршната наредба на Бајден. Стейт Департментот тогаш појасни дека извршната наредба не се однесува само на лица во државите на Западен Балкан кои го загросуваат договорот од Преспа, туку и во други држави. Ова дојде како одговор на прашање на Гласот на Америка на македонски јазик дали администрацијата на Бајден планира да ги прошири санкциите и во Грција, која е потписник на Преспанскиот договор. Извршната наредба дозволува санкции против оние што ја потценуваат стабилноста на Западниот Балкан, каде и да се наоѓаат под услов да ги исполнуваат релевантните критериуми за таргетирање. Соединетите Американски држави нагласија дека охрабруваат силна дискусија и дебата меѓу граѓаните, глобално и на Западен Балкан, и оти намерата на извршната наредба не е да се спрачуваат приватни лица да изразуваат мислење. Извршната наредба се однесува на постапки кои ги потценуваат демократските процеси, на обиди за прекршување, обструкција или закана за имплементација на меѓународни мировни договори, учество во сериозна злоупотреба на човековите права или корупција, меѓу други активности, соопшти тогаш Стейт Департментот. Гласот на Америка наведува дека побарал коментар и од владата на Грција. Грчкиот парламент се уште нема ратификувано меморандуми поврзани со Преспанскиот договор.
Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Van Dyke во Shelby Township. Семејствата на Вуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Маркетинг. Site brodovi, site
Граѓаните на Македонија најголема доверба од 44% имаат во армијата, потоа следат религиските институции со 35%, полицијата со 28%, па председателот на државата со 24%. Владата традиционално е на средината на рангирањето со доверба од 18%, а најниска доверба имаат собранието со 12%, обвинителството и судството со по 9%, покажуваат резултатите на истражувањето на Еврометар 2024, што го спроведе Центарот за европски стратегии Евротинг. Анкетата е спроведена телефонски од агенцијата Брима врз репрезентативен примерок од 1001 испитаник во периодот од 31 јануари до 14 февруари годинава со маргина на грешка од 3,1% во рамките на истражувањето. Ова мерење има мал раст на довербата во полицијата, која е институција во фокусот на овој проект. Традиционално армијата и религиозните заедници се наоѓаат на првите две места, а полицијата на четвртото, но овој пат е на третото место. Потоа следат председателот на државата, невладините организации и безбедносно разузнавачките институции. ДКСК и Народниот правобранител се со доверба од 15 и 13%, а на дното се собранието, судството и обвинителството. Има мало враќање на довербата кај обвинителството и судството, кои претходно имаа доверба од 7, односно 6%, вели Александар Стојановски од Евротинг на средба со новинарите. Тој нагласи дека во мерењето има доминантно изразена недоверба, освен кај првите две институции, кај полицијата има генерално подобрување на перцепцијата на испитаниците, освен во делот на работата на управните служби за издавање на лични документи. Кај полицијата највисоко оценет аспект е професионалноста со 31%, а најниско оценет независноста на таа институција од партиски, владини и бизнис интереси со 12%. Доминираат негативните ставови во мерење за оваа година, што е слично со претходните мерења, што сме ги правеле, посочи Стојановски од Евротинг. Dali gledaš li me, ah, dali gledaš
Директорот на Центарот за управување со кризи Стојанче Ангелов се сретна и разговараше со повредениот Цане Србиновски, 61 годишен жител на село Дреновци од општина Долнени, кој претрпе опасен напад од мечка на планината Мукос на местноста Сеча во поширокиот атар на село Оморани на територија на општина Чашка. Србиновски бил нападнат во неделата, а по 2 дена бил пронајден од неговите синови на местото каде што ги чувал кравите и каде што престојувал во импровизиран објект и бил пренесен во болницата во Велес. Пред Ангелов Србиновски детално раскажа како го нападнала мечката, како се чувствувал и какви повреди добил. Сане, ти си трет нападнат последните 5-6 месеци. Кажи ми што се случи? Кога се случи? Каде? Сам Благоец. Вечерта го веда дека што се ги тера за натрло, измина го ведата и ја позади си ги терам, имам малички теленца и си подвикнам бутелина тоа. Едно време флап испадна пред мене и отоде со трчање да се не смеона девојка, не знам, по телевизија и во мене право. Кој испадна пред тебе, кој во тебе? Мечката, право овде, прво пан. Оди ја паднав. Големо беше? Без да паднав прилика, ја ми е видов убаво да ти кажам право. И он ме грамна и за нога и паднав на грб. Кога паднав, чизбиот носев, преку чизбата, горе ме вати овде и немаше што да правам, со глата вака, како што суптаа од таде и со глата се чапи. Сега ја подне. Не знам како се излеков од незе, со деснава нога е мавнав овде вака повлика и ме пушти тука. И одма понова па ме вати овде. И па со деснава. После сакаше, покуша ваму да ме вати. После шепата ваму, мала работа и со левава нога пак е она. Едно време ми даде Господ сила да знам како е грамнав за уши. Сакаше почна за тука да ме оне со муцката и за уши. Држе колку не знам, пола сат може, не знам, па точно и се уплашив така држа, па ми даде па нека сила Господ, не знам како сме турнал вака. Како е турнал таму, ја онма стана. И после онаја само ме гледа и јас онма замина. Кога дури си замина до колиба, нозете се укучи, сијо, се здрви. Во вечерта немаше никој. Дури понеделнику деца ме најдоа. Кучињата помогнаа? Кучината главна од таде, не се некои големи кучина, средни, мали, вака да речем. Главна и онаја стоеше и после не е видов. Јас како може и после на коленици до колиба, отиду на колиба, се здрвив. После... Каква повреда имаш на ногата? Ногата, глуждеите ми се оштетени. Изгризали? Те гризеше ли ти изгреба? Како да речем, ова е испукани се, стекот натре, ова треба сега операција. Зато ти отече. Да, и таја исто. Ова не толку, ова е највише ми е. Левата нога. Други повреди по телото имаш? Мали гребетинки, ама не толку. Да речем, со ногата наваму, кај што ватила гребанки, како ги вика. И овде сакаше покучен со овде зап. Кај што се бранеш и овде на палецот не осакати, вака кај што браниш овде. И сонат. Вака што се браниш, се очипаво ме фанила. Народот вика си имал век. Си Куртул, ти посакувам уште нашето брзо оздравување, ќе останеме во комуникација. Ние работиме на надминување на овој проблем со мечките, бидејќи последните неколку години е зголемен бројот.
Наша цел не е да ги убиваме мечките, но мечки кои што нападнале луѓе треба да се отстрнат, затоа што постои опасност повторно да нападнат некого. Ние ги сакаме мечките, но прво ги сакаме луѓето и се грижиме за луѓето. Точно така е. Благодарам. Директорот на Центарот за управување со кризи Стојанче Ангелов се сретна и разговараше со повредениот Цане Србиновски, 61 годишен жител на село Дреновци од општина Долнени, кој претрпе опасен напад од мечка на планината Мукос на местноста Сеча во поширокиот атар на село Оморани на територија на општина Чашка. Србиновски бил нападнат во неделата, а по 2 дена бил пронајден од неговите синови на местото каде што ги чувал кравите и каде што престојувал во импровизиран објект и бил пренесен во болницата во Велес. Пред Ангелов, Србиновски детално раскажа како го нападнала мечката, како се чувствувал и какви повреди добил. Царе, ти си трет нападнат последните 5-6 месеци. Кажи ми што се случи? Кога се случи? Каде? Мукос во сам Благоевец. Вечерта го вела дека што се ги тера за натрво, измина го велата и ја позади си ги терам, имам малички теленце и си подвикнам бутелина тоа, овој. Едно време, хлап, испадна пред мене. И отоде со трчање да се смејона да онака, не знам, по телевизија, и во мене право Кој испадна пред тебе, кој во тебе? мечката, право овде, прво пан. А ја паднав. Големо беше. Не да пак прилика, јас сега ми е видов убаво да ти кажам право. И он ме грамна и занога и паднав на грб. Кога паднав, чизбиот носев, преку чизбата, горе ме вати овде и немаше што да правам, со глата вака, како што сутра каде и со глата се чапи. Сега ја подне. Не знам како се излеков од незе, со деснава нога е мавнав овој вака повлика и ме пушти тука. И одма поново па ме вати овде. И па со деснава. После сакаше покуша ваму да ме вати. После шепата ваму, мала работа и со левава нога пак е она. Едно време ми даде Господ сила да едном како е грамнав за уши. Сакаше почна за тука да ме она со муцка и за уши. Е држе колку не знам, пола сат може, не знам, па точно и се уплашив, така е држа, па ми даде па нека сила Господ, не знам како сме турнал вака, како е турнал таму, ја одма стана. И после онаја само ми гледа и јас одма замина, кога дури си замина до колиба, нозете се укучи сија, се здрви. Во вечерта немаше никој, дури понеделнику деца ме најдоа. Кучињата помогнаа? Кучината главна од таде, е се некои големи кучина, средни, мали, вака да речем. Главна и онаја стоеше и после не ја видов. Јас како може и после на коленици до колиба, кога отиду на колиба, се здрвив. После... Каква повреда имаш на ногата? Ногата, глуждеите ми се оштетени. Изгризали? Те гризеше ли ти изгреба? Како да речем, ова е испукани се, стекот натре, ова треба сега операција. Зато ти ја тече, така? Да, и таја исто. Ова не толку, ова е највише ми е. Левата нога. Други повреди по телото имаш? Мали гребетинки, ама не толку. Да речем, со ногата наваму, кај што ватила гребанки, овие, како ги вика. И овде сакаше покучено со овој зап. Кај што се бранеш и овде на палецот ме осакати, вака кај што бранка овде. И сона. Вака што се бранеш, се очипаво ме фанила. Народот вика силно век.
си куртул, ти посакувам уште еднашко брзо оздравување, ќе останеме во комуникација. Ние работиме на надминување на овој проблем со мечките, бидејќи последните неколку години е зголемен бројот. Наша цел не е да ги убиваме мечките, но мечки кои што нападнале луѓе треба да се отстранат, затоа што постои опасност повторно да нападнат некого. Ние ги сакаме мечките, но повеќе ги сакаме луѓето и се грижиме за луѓето. Точно, така е. Благодарам. Majka ne smije, tebe čeka da dojdeš. Cela noć majka ne spije, tebe čeka da dojdeš. Majka sina prašuva, kade sine ponojke, nešto kriješ, takovaš, srce ne si otvoraš. Nešto kriješ, takovaš, srce ne si otvoraš. Skršeno, mome što si zaljubiv, za drug mi je veteno. Mome što si zaljubiv, za drug mi je veteno. Ah, mori majko, ne znaješ, srce mi je skršeno. Majka i ne jadava, siroma sumazaneja. Majka i ne jadava, siroma sumazaneja. Srce ti je planina, duša porta crkvovna, se koji nad reštom vleze, da mu ljubov ke najde. Nemoj sine, ne znaja, ti si mi najbogato. Srce ti je planina, duša porta crkvovna, se koji nad reštom vleze, da mu ljubov ke najde. More sinko vre.
Тоа би било се, почитувани, во ова издание на емисијата Македонски глас на Македонското радио. За самиот крај, во катчето за најмладите, да ја чуеме приказната Принцот Аргелуш. Ви посакувам пријатен ден. Си бил некогаш еден цар и си имал 2 сина. Постариот, Аргелуш, бил толку убав, така што неговиот татко го држал во посебен замок и не го пуштал да излезе надвор за случајно да не го дувне некое ветре, па тој да се разболе. Во замокот принцот ги имал сите угодности. Имал голема послуга, а кралот секојдневно го посетувал и се забавувал со него. Но сепак на Аргелуш животот му станал здодевен и постојано мечтаел за слобода. Еден ден во кралската градина израснала убава јаболкница, која наутро имала златни цутови, а навечер се појавувале златни плодови. Шетајки низ градината, кралот многу и се восхитувал на јаболкницата, та решил да ги повика сите големи кнезови во земјата за да им ги покаже тие чудни плодови. А за да не исчезнат јаболката, како што вообичаено се случувало во текот на ноќта, поставил стража крај јаболкницата. Иако стражарите постојано ја надгледувале јаболкницата, никој не знаел како тоа во текот на ноќта јаболките исчезнувале. Но следното утро повторно се појавиле златните цутови, а приквечер повторно златни јаболка. Кралот наредил таа ноќ да се постави двојно повеќе стража, но јаболката сепак исчезнале. Истото се случило и третата ноќ. Бидејќи не знал што значи тоа, кралот наредил да повикаат еден прочуен волшебник. Тој дошол во дворецот и рекол: "Би ви кажал, ваше величество, но се плашам за својот живот." Кралот бил упорен, па волшебникот на крајот му одговорил: "Само твојот син, Аргелуш, може да ги зачува јаболката." Кралот се налутил и извикал: "Никакве цеден, ти сакаш мојот син да загине, но знај дека пред тоа ќе загинеш ти." И така кралот наредил да го убијат волшебникот. Помалиот син, кој бил избувлив, та затоа кралот и не го сакал, изразил желба да ја чува јаболкницата, а кралот му го дозволил тоа. Но кога повторно исчезнале јаболката, тој сето тоа му го раскажал на својот постар брат Аргелуш. Кога кралот отишол да го посети Аргелуш, му се видело оти тој е многу тажен. Го прашал зошто е тажен, а Аргелуш му рекол: "Сонував дека имаме чудесна јаболкница во нашата градина и оти само јас можам да ги зачувам плодовите од неа." Тогаш го замолил татка си да му дозволи да ја чува јаболкницата. Отпрвин татко му не сакал ни да чуе, па дури кога Аргелуш почнал да се заканува дека ќе се самоубие, тој нерадо му дозволил. Аргелуш наредил да му наместат кревет под волшебната јаболкница и зел само еден од своите слуги. Тогаш си легнал в кревет, но за да не заспие, читал разни книги. Околу полноќ долетале 7 лебеди и се спуштиле на јаболкницата. Кога го видел тоа, Аргелуш ја протегнал раката во височината и дофатил еден лебед, кој во тој миг се претворил во убава девојка. Останатите 6 лебеди се спуштиле на земја и исто така се претвориле во убави девојки. Првата што тој ја дофатил била маѓепсана принцеза, а другите пак биле нејзини слугинки. Аргелуш многу се израдувал што принцезата зборувала со него љубезно, а потоа го замолила да помине уште 3 ноќи тука под јаболкницата, зашто само на тој начин можела да се спаси од магијата. Но во исто време таа го предупредувала дека тој не смее да заспие. Штом почнало да се зазорува, девојките повторно се претвориле во лебеди и одлетале, а таа ноќ јаболката останале на дрвото. Кралот бил многу среќен поради тоа и не дозволил да ги берат. Но Аргелуш не му кажал ништо на татка си за девојките, а на својот слуга, кого го сметал за најверен, му наредил да молчи. Токму тој слуга на Аргелуш се познавал со некоја девојка која била ќерка на една голема волшебница, па и раскажал се во доверба. Таа пак и раскажала на својата мајка,
а мајката му наредила на слугата да молчи и му дала кожно кесе, па му рекла: кога ќе легне твојот господар, подотвори го кесево и тој веднаш ќе заспие, а кога ќе одлетаат лебедите, намачкај му ги очите со маста од ова тегличе и тој ќе се разбуди. Следната ноќ Аргелуш бдеел, но кога неверниот слуга го отворил кесето зад неговиот грб, тој заспал како заклан. Лебедите долетале и се претвориле во девојки, а принцесата почнала да го тресе Аргелуш. Му наредила на слугата да го разбуди, но напразно не можеле да го разбудат. Кога почнало да се разденува, принцезата му наредила на слугата да му пренесе на неговиот господар следната ноќ да биде предпазлив. Тогаш девојките се претвориле во лебеди и одлетале. Во тој момент слугата му ги намачкал очите на својот господар со маста. Кога тој се разбудил, неговиот слуга му раскажал за девојките и за она што му го порачала принцезата. Принцот многу се налутил и му наредил на слугата да молчи за се што се случило. Слугата повторно и се доверил на девојката, а таа на мајка си, која го посоветувала да постапи исто како и претходната ноќ. Следната ноќ Аргелуш цело време се обидувал да не заспие, но неверниот слуга испуштил малку ветре од кесето и неговиот господар повторно заспал. Тогаш долетале лебедите, се претвориле во девојки и повторно почнале да го тресат принцот. Дури и го кренале од креветот и го шетале, но ништо не помагало. Принцесата уште еднаш му рекла на слугата да му порача на принцот да не заспива ако сака да ја ослободи. Кога Аргелуш се разбудил, слугата му раскажал се, но не му кажал за волшебницата и за кесето. Аргелуш цел ден се трудел да заспие, за да не му се приспие во текот на ноќта, но залудно. Повторно заспал, а кога девојките не можеле да го разбудат, му рекле на слугата да му порача на неговиот господар дека тој повеќе никогаш нема да ги види, зашто ќе мораат да заминат на пат во далечните краишта. Ако Аргелуш посака да ја дознае причината, тогаш ќе требало да го премести мечот што виси над неговиот кревет во замокот, од еден на друг клин, па тој ќе му каже: а ако сака да ме бара, тогаш кажи му дека до изгреј сонце во црниот град ќе мораме да го завршиме нашето патување. Кутриот Аргелуш пошол во својот замок, а бидејќи слугата му кажал што му порачале девојките, тој го преместил мечот од еден клин на друг. Мечот веднаш се помрднал и покажал кон неверниот слуга. Кога го видел тоа, Аргелуш го грабнал мечот и му ја одсекол главата на слугата. Тогаш му раскажал на татка си за предавството и го замолил да му даде дозвола да ја пронајде својата сакана. Кралот најпрво го одбил, но кога видел дека неговиот син почнал да венее од тага, го пуштил, му дал слуги, коњи и пари за да ја исполни својата желба. И така Аргелуш тргнал на пат. Поминал низ многу далечни земји и на крајот ги потрошил сите пари. Тогаш ги продал коњите и кочијата, па ги пратил слугите дома и сам го продолжил патот. Тој бил гладен. Еден ден стасал во некоја шума, каде сретнал 3 момчиња што се тепале. Тој пришол до нив и откако им кажал дека е принц, ги прашал зошто се расправаат. Момчињата му одговориле: ние сме тројца браќа, а татко ни го остави само ова што го гледаш пред тебе: столче, камшик, седло и конј. И ние не можеме да се спогодиме околу поделбата, зашто сите овие работи можат да ги користи само еден од нас. Оној што ќе го стави седлото на конјот, ќе седне на него и ќе удри со камшикот велејки: сакам да бидам таму и таму, та веднаш ќе биде како што ќе посака. А оној пак што ќе удри во столчето, конјот заедно со седлото и камшикот мора да се вратат кај него. Ете затоа се караме. Може би ти ќе можеш да ни пресудиш. Принцот
извесно време шетал со нив, па им рекол: ги гледате ли оние брекчиња во далечината? Сите тие се на иста оддалеченост. Отрчете до нив, а оној што прв ќе се врати кај мене ќе биде наследникот. Браќата се согласиле и отрчале кон брекчињата. Аргелуш не ги чекал, ами го јавнал конјот и рекол: конјот веднаш да биде таму и таму. Тогаш конјот го однел Аргелуш во едно мочуриште, од кое тој одвај се извлекол, па мртов гладен стасал до една куќа. Домаќинот љубезно го примил и го нахранил. Аргелуш го прашал колку е далеку црниот град. Домаќинот пак му одговорил: сум слушнал за тој град, но не можам да кажам колку е далеку. Но остани кај мене неколку дена. Од тука ќе помине еден трговски карван со поворка аџии, па од нив ќе дознаеш. Поминала една година, па уште една, па трета, но никој не знаел ништо за црниот град. Најпосле се појавил некој човек кој му кажал на Аргелуш дека црниот град се наоѓа на околу 75 километри. На Аргелуш му останал само еден скапоцен прстен, та му го понудил на човекот за да го одведе до црниот град. Тогаш човекот му рекол дека тој што туку избегал од црниот град и оти може да го одведе само до неговата близина. Тој се согласил. Човекот го однел во близина на црниот град, а Аргелуш сам среќно стасал до својата цел. И така тој почнал да оди низ градот и да размислува што би требало да стори и кого да праша за својата сакана. Принцезата и нејзините слугинки веќе биле ослободени од магијата, а по неколку дена таа требала да се омажи за некој кнез. Затоа пратила една од своите слугинки во градот да ја купи облека. Но слугинката, веднаш штом го видела Аргелуш, со трчање се вратила кај принцезата за да ја каже. Принцезата пак не можела да поверува и само рекла: невозможно. Тогаш ги пратила и другите девојки, а кога и тие го кажале истото, уверувајќи ја дека тоа е истото она момче, и оти го препознале зашто добро го загледале под јаболкницата, принцезата самата излегла в град за да го види. Таа веднаш го познала, љубезно го поздравила и по неколку дена тие двајцата направиле голема свадба. По свадбата тргнале на далечен пат кај кралот, таткото на Аргелуш. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.